Општина Штип ја презеде улогата и на шелтер центар. Само годинава 4 жени жртви на семејно насилство побарале помош од Штипската локална самоуправа, а решение кога им било најтешко за нив нашла општината. 2 жени имаме сместувано во манастирскиот комплекс Света Недела, со тоа што едната дојде дури сите нејзини предмети корисни кои што ги употребува би беа фрлени на улица, така што моравме и да ја пренесеме, значи со наш превоз, да ја однесеме таму, да ја сместиме, да седе неколку дена, а потоа таа се снајде со изноѓање на место за живење. Ова е добар пример на локално ниво кој потврдува дека општината, жртвите и невладините организации функционираат координирано. Сепак, кога во прашање е родовото одговорно буџетирање, треба се уште да се работи. Заклучивме дека политиките на општина Штип во однос на родово базираното насилство, она што општината значи го дава како инпут во оваа област, се прилично родово неутрални, односно немаат превземено некои многу битни елементи кои што се за да може да сметаме дека буџетот на општина Штип е родово одговорен. За овој недостаток да се промени, од невладината ЕХО нудат практично решение. Општината, согласно законите, може да препорача или може да префрли надлежности на невладина организација како што е нашата или на други невладини организации кои што ќе покренат своји иницијативи и направивме една анализа на користот-трошоци. Недостатоците околу родовото одговорно буџетирање беа детектирани во склоп на проект на невладината ЕХО кој траеше 2,5 месеци, а чија крајна цел е вклучување на родовите прашања во главните општински политики и стратегии.